Мојата програма за општина Радовиш, визија за успешна општина со добро развиено стопанство, развиена инфраструктура, што е основа за квалитетно живење на граѓаните, ќе најде на голема поддршка кај вас. Најважна од се, го имаме вистинскиот избор за преседател. Човек со искуство, човек со храброст, човек со знаење и мудрост. Човек кој се докажал колку е сака Македонија, кога било најтешко. Битката за нашиот идентитет, за нашето име, за се поврзано со Македонија се води во свет, не се води по балканските ќорсокаци. Ве повикувам на 22 да освоиме победа за пресват. Да живее Радовиш, да живее Република Македонија. Земја секој ми е брат. Немам 10 животи, немам други патишта. Една ми е Македонија. Само разум треба Македонијо. Времето за одлука е дојдено. Добро вечер, Кичево. Добро вечер, Македонија. Дозволете да ви го представам идниот градоначелник на Кичево, господин Слободан Аврамовски. Социјалдемократскиот сојуз ќе се залага за понатамошна децентрализација на поедини функции на големите јавни предпријатија, шумско стопанство, водостопанство и стамбена изградба, кои се од витален интерес за локалната самоуправа и за чии извршување локалните самоуправи имаат капацитет. Децентрализација на градежното и земјоделското земјиште како услов за локален економски развој. Идниот председател на Република Македонија, професорот Љубомир Фрчковски. Треба да знаат дека македонскиот народ никогаш нема да се откаже од Кирил и Методи, од Климент и Наум, од нашите просветители. Ние нив нема да ги дадеме. Јас се дефинирам како македонски националист и сметам дека прв македонски национален интерес е да обезбедиме земјата под чадорот на НАТО, со што сите прашања на нашата внатрешна дворешна безбедност и на странските инвестиции кои треба да почнат да влегуваат, земјата да стане помалку ризична, ќе бидат обезбедени. Тоа е првиот наш интерес. Се друго е авантура со Македонија. Не можеме да бидеме сериозна партија која ќе ја преземе одговорноста на владење после 22 март, барем во еден сегмент на државната власт, ако не научиме да ги си остваруваме ветувањата и да си ги чуваме луѓето. Јас ве повикувам заедно, обединети на 22 март да направиме победа за пресврт во Македонија. Да живее Македонија, да живее Кичево!